Почна да се одмотува клопчето. Рек Битола ги стопи Ковачевски и Стефанов, како и ред други функционери и фирми кои не чинеле цели 6,5 милиони евра. И не се само тие. Видовме дека и најстарата пица му застана во грло на апологетот на СДСМ Коста Петров. Тој и другиот поранешен директор на фондот, Фестим Халили, си заработија кривични пријави за оние лажни проекти за кои се делили илјадници и илјадници евра. Кривичните пријава ги фаќаат спорните проекти Грин Хојо, Фротирка Аде Делчево и тајната на римјаните Пинза Романа, при што финансиската штета надминува 23 милиони денари. Значи, поднесена е кривична пријава за познатиот случај со рецептот за најстара пица, скандал во кој Петров доделил 40.000 евра на свој сограѓанин од Гостивар за најстарата пица во светот. Значи, ај Ковачевски и Петров, туку што видовме дека по налог на обвинителите полицијата конечно влезе во судски совет да собира докази за случајот Дамева, односно за сомнежите дека со фалсификуван записник сакала да си го продолжи незаконски мандатот. Со други зборови, неделата што измина е на вистина за паметење. Паднаа Груби, Дамева, Беџети, Ковачевски, Халили и Петров. Искрено, ретко се случило во Македонија за само една седмица да паднат толку познати јавни ликови, што политичари, што политиканти и директори. И меѓу нив и судии. Сето ова делуваше отрезнувачки за јавноста, носејќи доза на оптимизам дека конечно за промена. Корупцијата и криминалот нема да останат неказнети. Се врати оној збор кој дефинитивно недостасуваше за време на владењето на СДСМ и ДУИ, зборот одговорност. Добро е што конечно до обвинителството допре гласот за криминалот на функционерите на СДСМ и ДУИ. Знам дека тоа не е затоа што Коцевски одеднаш се освести, туку Кутриот немаше избор веќе да ги премолчува гласните барања на власта и јавноста кој добија силен ветер во грб со ракетниот напад на САД со црната листа. Она изјава на амбасадорката Агелер, дека ако тие можеле да ги најдат доказите, можат и македонските институции, е понуда што обвинителството изгледа не можеше да одбие. Се надевам дека ова што го видовме минатата недела, односно процесуирањето на криминалната приказна на минатата власт, засега олицетворена во овие директори, први вице-премиери и суди, се само почеток на една поголема акција за расчистување на криминалот. Затоа што на вистина доста ни беше.